Thank you for arranging nice weather. Just left also. Together with the citizens, to talk with the citizens of the Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, имав задоволство уште еднаш да му посакам добре дојде на помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави за европски и евроазиски прашања Вес Мичел. Прв пат дојде во март ова година, кога му ги најавив чекорите што ќе ги превземеме за да ги разрешиме сите пречки што постојат на патот на Република Македонија за во Европската Унија и НАТО. Од тогаш успешно решивме неколку важни прашања на тој пат, особено постигнувањето на договорот со Република Грција. И тогаш, како и сега, неговата посета е силно охрабрување за нас и за граѓаните на нашата земја, за нашиот следен историски чекор, а тоа е успешен референдум. Референдум на кој, како што ветивме, граѓаните ќе одлучат за својата иднина. Тоа е историска одлука, секоја голема одлука е резултат на компромис. Но, во нашиот случај, компромисот е исчекор напред. Исчекор кој ќе ни овозможи членство во Европската Унија и НАТО со сите придобивки кои доаѓаат со тоа. Референдумот е шанса за остварување на нашите стратешки цели. Тоа се цели на сите претходни генерации, донесени како наша суверена одлука со сеопшт политички и меѓуетнички консензус. Убеден сум, а анкетите тоа го потврдуваат, дека огромен процент од нашите граѓани на 30 септември ќе одлучат дека нашата иднина е да бидеме земја членка на најмокниот безбедносен сојуз НАТО и на најмокната економска заедница Европската Унија. Тоа е патот на кој сакаме сите да зачекориме обединети. Ги повикувам лидерите да излезат и да ги поканат граѓаните да гласаат на референдумот. Тоа е за доброто на државата и на сите граѓани. Ја повикувам уште еднаш опозицијата да се определи јасно. Иднината на нашата земја ги повикува сите. Неодговорноста и непрепознавањето на историската шанса не се патриотски постапки, не се постапки на лидери. Ни треба лидерство да се препознае моментот. Знаеме дека на нашиот пат не сме сами. Изразувам голема благодарност до нашите сојузници и стратешки партнер, Соединетите Американски држави. Поддршката од Америка е инспирација и знак дека сме на вистинскиот пат. Пријателскиот, партнерскиот сојуз е знак дека е препознаена нашата посветеност на целта, да бидеме дел од евроатлантското семејство на народи. Благодарам. It's a joy to be back in Macedonia. I've had very productive conversations today with Prime Minister, Foreign Minister Dimitrov, Vimro, President Mitskovsky, other members of Parliament, the Speaker of your Parliament, heard from Macedonians from the business community and civil society. I want to commend Prime Minister Zaev and his team for the enormous effort that they've put these past several months in working with Greece on this historic PRESPA agreement. I know that this was a long and difficult process. It required sacrifices of both parties. It required sacrifices not only of Macedonia but also of Greece. We talked at length today in all of my meetings about the upcoming referendum, and my message to every Macedonian that I met today was the same, that this is a decision that only Macedonians can make. Macedonia has been on a path towards the West now for a very long time, and that we urge all Macedonians to exercise their fundamental freedom but also responsibility at the time of the referendum and to turn out and vote. I think this is a historic opportunity. This is a pathway to NATO and the European Union. It's in Macedonia's interest to have its citizens make sure their voices are heard. I don't think this is a moment in history when you want your voice to not be heard. I think it's important to speak up, make your opinion clear. The United States is supportive of Macedonia in this process. We believe it's in Macedonia's interest, it's in Europe's interest, it's also in America's interest to see a Balkans peninsula that is stable, secure, and prosperous. So that's been my message in my meetings today. I think an opportunity like this is historic. I think the prospect
of an opportunity like this, again in our lifetimes, is very small. So I urge all Macedonians to exercise their freedom as well as their responsibility and get out and vote at the time of the referendum. So thank you for having me. I appreciate the Prime Minister's hospitality and the hospitality of the people of Macedonia.